Господине Георгиев, еве на 12 август фудбалскиот клуб Беласица слави една значајна годишнина, 23 години од формирањето. По тој повод, вие веќе управа ќе организирате еден мала свеченост, да кажеме. Што конкретно се е планирано за тој ден 12 август? Прво, добар ден и поздрав на телевизија Интел и на сите медиуми, на сите гледачи на ова телевизија, нашиот град, нашиот регион. И користам прилика да ги поканам сите симпатизери, сите бивши фудбалери, бивша управа, бивши председатели, членови на управа, сите што на некој начин биле поврзани или ја сакат или симпатизират нашата гордост, нашиот клуб Беласица, да дојдат на 12 август на среда во 16 часот ќе почне. Прво ќе имаме ревијален надпревар помеѓу ветераните на ФК Беласица и ветераните на ФК Тиверија. И двата клуба се едни од најстарите во Македонија, така да ќе направиме убав, ќе биде тоа многу добар дружба меѓу овие два клуба, да се подсетиме и на бившите фудбалери, на ветераните, некои што на некој начин сите оставили некој печат на во овие два тима. Значи, целта ни е да прославиме роден денот на Беласица 93 години. И ревијалниот надпревар, после тоа почнува во 17:30 почнува надпревар, куп надпревар помеѓу Беласица и Скопје од Скопје. Зборува за овој куп. За купот. Значи, купот на нас ни е приоритетниот првенство. Меѓутоа сакаме да го поминеме и овој дуел, да влеземе меѓу 16 таму клубови во Македонија и што повеќе да продолжиме да се направаруваме во купот на Македонија. Ќе пробаме, ќе дадеме се од себе да го поминеме и Скопје и да после да дојде и некој по-привлечен прволигаш од типот на Вардар или некој друг клуб. Отек се подготовките нели за предстојната сезона? Подготовките за активно се работи во првата екипа. Јас сакам само да исто така да се надоврзам на да ги поканам уште еднаш сите симпатизери, значи да дојде што помасовно на овој ревијален надпревар во среда, да не бодрат, да гледат, да се подсетат и на старите легенди, да ги поканувам сите, да не спомнам сега имења од постарите кои што се уште живи да дојдат да се подсетат до легендите од Благо и Статов, до сите стари, да не спомнам сега да не се некои навреди, и до помладите, до нашата генерација која веќе заврши со фудбал, значи да направиме две екипи, и Тиверија исто така, работиме да ги запознаеме сега овие денови сите, да направиме две екипи и да мислам дека настанот ќе биде многу добар, а воедно после и да дадеме поддршка и на првиот тим на Беласица да ја победи екипата на Скопје. Господине Васков, еве година во односно на 12 август фудбалскиот клуб Беласица го слави својот роден ден, 93 години односно од основањето. Од пред неколку месеци, од пред многу години, вие го презедавте управувањето токму на овој клуб. Зборува за оние активности што ги планирате пред себе за ова одбележување на фудбалскиот клуб Беласица 93 години. Така, ова година 93 години Беласица, имам посебна чест да го организирам јас и управата овој роден ден или оваа годишнина и планираме секоја година значи да го направиме традиционално. Ова година ќе го одбележиме со овој ревијален надпревар кој што го спомна Васко, значи Тиверија и Беласица, чисто да ги подсетиме фудбалерите, бившите фудбалери на струмичкиот фудбал и од двата клуба дека Беласица се враќа во живот, дека Беласица постои и исто така и младите фудбалери кои што на некој начин ја имат малку заборавена Беласица или не ја знаат доволно, пошто Беласица е клуб со традиција и со голема историја, да се подсетиме малце, сите да знаат која е Беласица и дека Беласица е брендот на струмичкиот фудбал. Се надеваме дека ќе има и некои од оние познатите интернационалци кои излегуваат токму од фудбалскиот клуб Беласица на овој ваш роден ден. Еве да искористиме ова прилика. Значи официјални покани нема да даваме за сите фудбалери, да не пропуштаме случајно некој па да ни се налута. Еве официјално преку медиумите ги покануваме сите бивши фудбалери кои што и во моментот играт некаде по некои други клубови, дали во нашата лига, дали надвор од државата, доколку се во можност
да дојдат на роден денот на Беласица. Воедно може право да го проследат и надпреварот помеѓу ФК Скопје и Беласица. И да се подружиме малце, да се подсетиме на старите добри времиња. Да, после двата надпревари, после првиот ревијален и вториот од надпреварувачки карактер за клубот, ќе има едно мало коктелче, чисто да поразговараме сите за Беласица, за минатите денови во Беласица и така, едноставно да се дружиме. Подготвени се за новата сезона? Да, се подготвуваме за новата сезона. Еве сега и овој надпревар ќе биде, да не кажем, чисто да се видиме кај сме. И това имаме още време, може да се појачаме уште со некои играчи. Во преговори сме. Ова сезона целта на Беласица е една и нема отстапување од неа, значи целта ни е да завршиме први и ова година, ако ова сезона, ако минатата сезона не успеавме, ова сезона се надевам дека поорганизирани и со поквалитетна работа дека ќе влеземе во втората лига.